Социјалистичка република Македонија има изворедни услови за развој на зимскиот туризам. Четирите големи зимски центри, Пелистер, Попова шапка, Маврово и Крушево, од година во година привлекуваат се поголем број туристи. Пелистер, првиот национален парк во Македонија, барем за сега е недоволно искористен. Хотелот на Бегова чешма, планинарскиот дом Копанки, детското одморалиште и уште неколку помали објекти на организациите на Здружен труд се многу мали за да ги примат сите заинтересирани во текот на сезоната. Состојбата во Крушево е нешто подобра. Хотелите Монтани и Линден прифаќаат околу 400 заинтересирани, додека околу 2000 легла се обезбедени во приватниот сектор. На Попова шапка и на Маврово состојбата е уште подобра, односно хотелите и сите сместувачки капацитети прифаќаат најголемиот дел од заинтересираните. Затоа, интересно би било да видиме како може да се стигне до овие центри. Во нив организирано може да се стигне единствено преку туристичките агенции или ако се престојува во некој од планинарските домови во Републикава, тоа да се организира преку планинарската организација, односно преку Планинарскиот сојуз на Македонија. Ме интересира каде би можело преку вашата агенција да се зимува и какви се цените? И оваа година нашата туристичка агенција се потруди младите убаво да ги поминат зимските денови, обезбедувајќи им сместување во зимските спортски центри, како што се Попова шапка, Маврово, Крушево, по доста поволни цени. Цените се некаде од 210 до 310 динари цена за пансион. Исто така, агенцијата обезбедува и еднодневни излети до центрите Попова шапка и Маврово, излети во кој е уклучен ручек по цена од 120 до 140 динари. Интересирањето е доста големо, така да веруваме дека младите оваа година навистина го најдоа правиот начин убаво да ги минат зимските денови. Караван е единствена специјализирана младинска туристичка агенција. Каде се обезбедувате зимување за младите и под кои услови? Бидејќи во нашата земја и во нашата република сместувачки капацитети за зимување на младите нема или ги има многу малку, Караван оваа година обезбеди зимување во Полска, Чегословачка, односно во странство. Конкретно за нашата република, цените на хотелските пансиони во зимските центри, како што се Попова шапка, Маврово и така натаму, се неприфатливи за еден млад студент, например. Ние се обидовме да организираме зимување во приватно сместување, приватни куќи со искрена во ресторани, така да таа цена беше поповолна отколку во хотелските услуги. Би сакал да искористам оваа прилика и да ги известам младите од нашата република дека за идната година Караван планира зимување на Копаоник, тоа е наш младински центар со капацитет од околу 600 лежаи. Тој се наоѓа на надморска висина од 1600 метри, а цената ќе биде многу поволна за студентскиот џеб. Колку чини комплет скијачка опрема? За професионалци, да ви кажеме, цената би изнесувала од 400.000 стари динари па до 750-800.000 стари динари. Додека за аматери би коштала од 500.000 стари динари до 700.000 стари динари, а за младенци и пионери би коштала од 300.000 стари динари па до 550.000 стари динари.
овде на Попова шапка претставуваат и повеќе гости кои досега не знаеле да скијат. Имаме тука еден инструктор на овие младинци кои воопшто досега не скиеле. Ја по добра волја гледам дека гостите имаат волја за учење, а пошто професорите по скијање, уште тој клучарски центар Попова шапка не е оформен, учителите по скијање се во град и работаат на тоа да за идната година се направи една скијашка школа поврзана. Јас имам тука едно пеше с почетника кои годинава прв пат навлегуваат поцелосно во тајните на скијањето и еве со нив овде денеска го користиме убавиот ден на Попова шапка да нешто ново научиме, увежбаме тој еден преступен корак со омекшавање на колена. А дали може да се изнајме овде скијачка опрема? Па може да се изнајми скијашка опрема во хотелот на Југохром Попова шапка, но за жал таа скијашка опрема не е од некој подобар калибар, послаба до ветување од директор, не ги задоволува потребите на Попова шапка и добивме некој ветување од директорот и управникот на хотелот дека за идната година ќе набават поарни чевли за скијање и ски со подобри везови. Во екот на зимската туристичка сезона, во најголемиот дел од туристичките одморалишта, цените се прилично високи и не одговараат на стандардот на младиот човек. Да, цените се прилично високи овде во одморалиштето во Попова шапка. Нема доволно младински одморалишта каде што би можеле младите луѓе да го поминат зимскиот распуст многу поевтино и многу побаво. На терените не е многу живо, има многу гужва. Кога би имало некои младински објекти, веројатно би било подобро. Па веројатно би било подобро и цените би биле пониски, така да сепак ја мислам, се надам дека Ќе има некој таков објект во блиска иднина ќе биде изграден. се надевам дека би требало да се изгради ваков објект во блиска иднина. Каде почесто зимуваш, овде на Попова шапка или во Маврово? Па видите, ја на Маврово 4 години за стоп идам, оваа година дојдов овде на Попова шапка. Не е лошо, ама сепак мислам дека Попова шапка не ги исполнила сите они услови кои што може да ги исполни, како сместувачкиот капацитет, така и ски лифтовите. Цените на сместувачките капацитети се доста високи, а тоа не може. Например, ние навечер седиме, тоа капе вода внутре, тоа за хотелот Б категорија, не иде и овдека. Цените се доста високи, 7 динара, гужва има, а може да се наместат уште 40 ски лифтова. Не, значи, а Маврово што се викаат Попова шапка 100 пати е помало, а има 7 ски лифта и музика и европска стаза и сместувачките капацитети се доста подобри, мислам, од овдека. Кога не сте овде на скијачките терени на Попова шапка, како го минувате слободното време, односно каков е и културно-забавниот живот? Повеќето од гостите на Попова шапка се младинци, млади луѓе и тие претежно идат во снег барот во хотелот. Инако не тоа мислам културниот живот не е на нивото на претходните години. Може да биде и подобро, ветуваат дека идната година ќе биде подобро, па да се надевам. Речиси во сите овие капацитети што ги обезбедуваат туристичките агенции од Социјалистичка република Македонија, цената на еднодневниот пансион е недостижна за младиот човек. Ако се има во предвид и цената на скијачката опрема, која не може да се изнајми во најголемиот дел од туристичките зимувалишта, односно од центрите во Социјалистичка република Македонија,
тогаш е неминовен заклучокот дека младиот човек не може да престојува, односно да го мине зимскиот одмор во овие наши туристички центри. Веќе неколку години во Белград постои самоуправна интересна заедница за младински туризам. Сметате ли дека овој облик на здружување на младинскиот туризам е погоден и за условите во нашата република? Пред неколку години на иницијатива на општествените организации и колективни членови на Сојузна социјалистичка младина во Белград беше формирана самоуправна интересна заедница за младински туризам. Ние минатата година ги посетивме и разговаравме за резултатите кои ги постигна со ова здружување и другарите од Белград ни пренесоа дека за сега самоуправната интересна заедница во потполност го потврдила потребата од постоењето, а исто така тие изнесоа мислење дека можеби оваа самоуправна интересна заедница која денеска работи на ниво на град Белград би можела да прерасне во републичка самоуправна интересна заедница за младински туризам. Нашите услови, односно условите во кои денеска екзистира младинскиот туризам во нашата република, исто така детерминираат една потреба од здружување или да кажем некој облик на здружување на носителите, односно на интересите на носителите на младинскиот туризам, а само да напоменам дека носители на младинскиот туризам во нашата република моментално се општествените организации, колективни членови на Сојузот на социјалистичката младина, а тоа се Црвениот крст, Сојузот на изведниците, Феријалниот сојуз и Партизан на Македонија. Конкретно, дали би било најдобро да тоа биде самоуправна интересна заедница за младински туризам или некој друг облик на здружување, тоа зависи од многу факти, но битно е дека до здружување треба да дојде, бидејќи е потребно едно заедништво во акцијата на општествените организации кои се носители на активностите кои се содржани во младинскиот туризам, заедништвото при изработката на програмите за престој на младите во летниот и зимскиот период во одмаралиштата, потоа заедничко планирање за искористување на капацитетите, а можем да кажем дека капацитетите моментално не се толку мали, има околу 5000 легла кои се наоѓаат што во нашата република, што на Јадранскиот брег, и исто така потребно е да се изврши здружување заради заеднички истап пред пошироката општествена заедница за инвестирање во реновирање на постојните младински објекти, постојната материјална база и инвестирање во изградба на нови објекти таму каде што ги нема, таму каде што младите не можат моментално организирано да дојдат, а тоа се зимските центри, значи изградба на објекти во зимските туристички центри во нашата република. Годинава Градската конференција на музичката младина на град Скопје во соработка со Социјалистичкиот сојуз и Комисијата за култура на Градската конференција на Сојузот на социјалистичката младина организира културна акција во која ќе бидат вклучени и младите на село. Во неа ќе учествуваат млади карикатуристи, поети, музичари, со еден збор младите што најдиректно се поврзани со активностите во областа на културата. Во општината Карпош се преземаат првите чекори за реализирање на оваа акција. Во неа се работи за подготвување на селската младина за формирање на основни организации на музичката младина преку кои ќе се спроведува оваа акција. Ние присуствуваме на манифестацијата што ја организираат Градската конференција на музичката младина и Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина од општината Карпош во село Волково. Не интересира кои беа причините да се одлучиш за настап на оваа манифестација? Па јас, како и моите другарки, колеги и членови на музичка младина, активно се вклучивме во оваа акција на село, сметајќи на тоа дека сето она ние што го репродуцираме и да го покажеме пред оваа публика. А значи ли тоа дека ќе можеме да ве видиме на некоја нова представа гостување? Па ние не мислиме да останеме само на оваа акција, туку со голема заинтересираност би продолжиле понатаму да соработуваме со другите акции во други села од нашата република.
Мораме да признаеме дека сме убаво изненадени од оваа манифестација. Ке заврши ли со неа или се предвидуваат повеќе такви настапи? Секако дека нема да се заврши само со овој настап. Не случајно е избрана оваа местна заедница за прв настап, бидејќи денови овде е оформена основна организација на музичка младина, а следниот пат веќе се надевам дека ќе гостуваме и во соседните села. Вообичаено е кога сакаме да оправдуваме одредена неактивност, да речеме дека нема или финансиски средства или простор. Дали е скапо финансирањето на ваква манифестација? Слушате да ви кажам, јас прво би одговорил на првото за просторните можности. Таму каде што има простор и каде што наидуваме на разбирање, нема големи проблеми. Што се однесува до финансирањето, моментално се финансираме сами. За понатаму ќе видиме како ќе биде. А наидувате ли на доволно разбирање? Разбирањето за сега е, можам да кажам, задоволително, мада одредени точки од нашата програма во ваква средина не можат наполно да се оценат и сватат, али со тек на време мислам дека и тоа ќе се надмине. Мислиме дека идејата да се организира една ваква манифестација заслужува пофалба. Сепак не интересира зошто ваквите манифестации се организираат токму во селата. Па видете, музичка младина на Скопје, како и музичка младина на Македонија, веќе неколку години прави напори за да организира вакви слични настапи на село. Одредени успеси имаме, меѓутоа се решиме да оваа година, посебно музичката младина на Скопје, посебен акцент во својата програма даде на културните акции на село. Се решиме за прв пат да појдеме од селата во околината на Скопје, во Скопската околија, тука да основаме основни организации, како што постават основни организации во факултетите, местните заедници и така натаму и така натаму. Сметаме дека, бидејќи ние пред тоа бевме овдека во ова село и во другите села, сметаме дека младинците од селата од околината на Скопје се донекаде хендикепирани поради она оддалеченост од центарот на градот, каде што се случуваат скоро сите културни настани. Па мислиме дека би требало воопшто културата, музичката култура да им се приближи на младинците повеќе од селото. Сам среќа, сам радост, музика и ноќ, сам девојка, љубов и болка, сам, секогаш сам. А може би не така страшно да си сам, може би така се бара среќата. Не ве прати вас, паметните луѓе, осамен си, паметен не си. А може би не така страшно да си сам, да живееш со песна и тага, значи да знаеш што е болка и што е радост, да знаеш што се тие, јас сум со нив и заедно живееме ние. Со мене се тие, јас сум со нив и заедно живееме ние. И како да го наречам ова кога не сум тука, тогаш се тие, кога јас сум тука излегуваат со мојата песна. Сам среќа, сам радост, музика и ноќ, сам девојка, љубов и болка, сам, секогаш сам. Видовме прекрасна изведба на вашата играорна група. Дали се среќавате со некои проблеми во работењето и со што можете да ни се пофалите? Ние во нашето културно-уметничко друштво имаме повеќе проблеми, од кои меѓу најголем проблем е финансовиот проблем и немање доволно простории за работа.
кој мислам дека понатака и тој проблем ќе се реши. Но сепак собивајќи ги овие проблеми, благодарејќи на нашите членови кои активно работеа во нашето културно-уметничко друштво, имавме многу успеси постигнато во овие неколку години работа. Имаме ние гостувано во нашата република и дадено доста концерти, а исто така и надвор од нашата република. Имаме учествувано на разни градски смотри, меѓу кои познати се гостувањата во Пирот, Ниш, Анчево, на кои исто така имаме добиено многу пофалници и благодарници за нашата успешна работа во друштвото. Дали би сакала ваквите манифестации да се повторуваат повеќе пати? Да, би сакале ваквите манифестации да се повторуваат повеќе пати во нашето село и би сакале да ги гледаме членовите кои учествуваа во вчерашната програма, а нарочито мене кој ми се допадна флейтите. Очигледно е дека да се направат првите чекори во оживувањето на културната активност на село, потребни се доста напори. Младите од селата имаат желба и спремни се да прифатат вакви акции, меѓутоа на овој план е направено малку. Засега, Комисијата за култура при Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија планира во текот на една година вакви акции да спроведе во сите општини во Републиката.